Со владини пари ќе се пробива булеварот Благоја Тоска во Тетово. Со нив ќе се реализира само првата од вкупно 3 фази од овој инфраструктурен зафат, кој ќе придонесе за растоварување на сообраќајниот метеж во градот. Според одлуката на владата на последната седница, средства во износ од 29 милиони 500 илјади денари ќе бидат распределени за реконструкција на булеварот Благоја Тоска во општина Тетово. Истиот проект ќе тече на 3 фази, колку што сум информиран. Значи, првата е фаза до средното училиште текстилно, па после уште 2 понатамошни фази. Да. Средствата се само за првата. За првата, да, фаза. Има неколку прашања тука внатре, пошто се знае дека општина немал доволно средства наеднаш да ги исплаќа истите, на кои им се руши куќата, исто така влија и пандемијата и изборите и така натаму. До наредната година мислим дека и овој долгогодишен проблем на Тетово ќе биде менат. Од опозицијата во Советот на општина Тетово пак велат дека локалната самоуправа е таа која што треба да обезбеди пари за капиталните проекти. Значи, никогаш не сме успеале некако некои проекти од капитална природа да може ние од нашиот буџет да реализираме. Значи, се работи за булеварот Благоја Тоска, кој што требаше од првиот мандат, се зборуваше дека ќе се реализира, не се реализираше, истото се вети дека и на вториот мандат веќе стигнавме на последната година и сега пак со пари од владата нешто треба да се реализира. Жителите на Тетово со години ја чекаат долго најавуваната реконструкција на овој булевар. 15 години се лажи, се прави, ништо не е работено. Не знам, не е да се веруваш. Се растерети ли сообраќајот со пробивање на улицата? Ако се поправи, мора да има и слободно место за паркирање и све. Да очекуваме дека ќе се изгради. И би требало да се изгради, затоа ќе се индустријска да се ослободат. Каков проблем беше тоа што нели оваа улица беше затворена? Па огромен проблем беше, како не. Сообраќајот беше многу тешко се одвиваше на индустријска. Инаку делот од булеварот Благоја Тоска кој треба да подложи на реконструкција долго време представува нелегален паркинг за возила. Истовремено дел од возачите го користат, меѓутоа истиот има многу дупки и нерамнини кои по секој дожд се полнат со вода.